Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Се надевам дека видеата што ги снимам ви се допаѓаат. Се обидувам да снимам колку што можам повеќе видеа. Имам веќе и неколку романи кои што чекаат на ред за осврт. Како и да е, ако не ме следите тука на YouTube, може да стиснете subscribe на каналот и да кликнете на звончето да ви доаѓаат нотификации секогаш кога имам ново видео. Можете да ме најдете и на Instagram и на Facebook како Читачот. Како и да е, во ова видео ќе зборувам за еден роман што беше во најтесниот избор во трката за роман на годината. Заедно со уште други три романи, тоа беа четворица финалисти. Тоа е романот Столб што пее од Томислав Османли. Томислав Османли има многу и објавени книги. Ова е негов последен роман во издание на Вик Зеница. Ми се допадна романот, ми остави многу убав впечаток и одлучив да едноставно да ги споделам своите впечатоци во ова видео. Има барем неколку причини зошто се одлучив на тоа и зошто ми се допадна овој роман. Прво, сакам кога еден роман ме учи на нешто. И тука не мислам на некаква морална лекција, туку кога учам нешто ново за некој историски момент, пример за некаков историски контекст, можеби за некакви случувања во минатото, може некоја војна, кога действието е се случува во некој контекст историски каде што ќе дознаам нешто ново, пример. И тој жанр се нарекува историска фикција и тоа не би рекол дека е некаква класична историска фикција, меѓутоа сакам такви романи што ми го проширува знаењето, што не се само психолошки, да речеме, или не знам, жанровски определени. Второ, нешто ми се допаѓа што поставува во овој роман Томислав Османли неколку сериозни прашања и тоа го прави на многу фин начин, без онака баш културно, без ненаметливо, не се обидува да ни проповеда, да ни, не знам, да ни пренесе некаква вистина или некаква порака, иако тоа секако постои, меѓутоа според мене многу фино, така неутрално направено. И третата причина е што се занимава со вечни теми, со вечни дилеми, а меѓутоа тоа го прави занимавајќи се со некои ликови од подалечното минато кои што се занимаваат со истите теми, меѓутоа и од нашето секојдневие. Романот има многу интересна колажна форма, има неколку наративни линии кои што не се движат линеарно и во основа има неколку главни ликови, значи некои кои што живееле многу одамна, некои кои што се во нашето современие, и епизодно е граден романот кој што се навраќа наизменично некои приказната на некои од тие ликови се градат полека приказните како што одминува романот. Ќе се обидам накусо да ги представам сите тие приказни, сите тие наративни линии кои што се движат, тие главни ликови кои што се движат низ романот и како прогресираат, тие приказни прогресираат како што се движи романот. Например, го имаме познатиот, некои се измислени, некои се некои се фикциски, некои се вистински личности. Во еден од главните ликови е Сер Вилијам Ремзи, познат археолог и историчар на уметноста, кој што со години има истражувано, има дојдено до големи сериозни откритија, особено во Мала Азија, во Турција, Сирија, меѓутоа особено во Мала Азија, околу Смирна, Измир, тој дел таму. Потоа ја следиме приказната и на еден поет пред 20 века, пред 2000 години, по име Сейкилос, кој што живее исто така во Мала Азија, е мелопоет и епикуреец, нели, по убедување како животна филозофија која што ја следи. Имаме сосема во денешно време еден млад пар од Сирија кој што по име Харун и Захра, кои што ќе бидат, само што ќе се земат, ќе почне војната во Сирија и животот ќе ги однесе, ќе ги раздели, ќе ги растури на секаде и нивните семејства, фатени во таа бегалска криза. Значи тој е тој момент кој што ја буквално ја живеевме и ја сведочевме само пред неколку години. Значи таа нивна приказна, па дури приказната се движи и низ Македонија. Од друга страна го имаме исто така во нашата сегашност еден пар и со нив всушност почнува романот, тоа се Марк и Бет, кои што се наоѓаат во музеј во Копенхаген
барајќи еден експонат всушност кој што е поврзан со минатото на овој млад човек Марк, и тие се современи млади луѓе, модерни млади луѓе кои што Марк постојано е свесен за оно што се случува за бегалската криза, па постојано следи твитови кои што се SOS твитови за дека ако има некои бегалци што се во некој чамец во опасност, па некој да оди или се во морето доживеа некаква несреќа, па се апели да некој да оди да ги спаси. И уште еден главен лик всушност е еден архитект, Едвард Пурсер, зборуваме за во 19-тиот век, кој што живел во Индија и тоа подоцна се враќа во Ирска и потоа заминува да работи на таа железница меѓу Измир и Ајдин и други места во Анадолија, во Мала Азија, и неговата приказна ја следиме, иначи полека приказната се гради, меѓутоа во сите овие нешта гледаме историски факти, да речеме, она што во кој што навистина уживав и во кој што центарот го гледаме како Смирна, како еден космополитски град каде што живеат, и тоа беше многу интересен момент. Тие левантинци кои што се луѓе од западот кои што се дојдени таму, да речеме, се натурализирани жители на тие краишта во Смирна, како еден прекрасен град со богат културен живот, ноќен живот и така натаму. И војната, таа голема војна меѓу Турција и Грција, каде што Грција се обидува да ја освои Турција и така натаму, па тие едноставно планински групи, ајдучки групи или како да ги наречам, кои што зејбеци, кои што ги војуваат против грците, нели, таа нивна голема идеја. Значи, прикажана е таа војна, прикажано е уништувањето, прикажана ни е една друга војна, сегашната војна во Сирија, и едноставно додека го читаме романот, ни сите тие нешта сваќаме дека има едно нешто, и тоа го најдов во предговорот, полека излегува на површина едно прашање, а тоа е, или тоа не е всушност прашање, секој нов ужас е веќе виден во минатото. И се поставува прашањето на ужасот на војната, на тоа уништување кое што едноставно е неодвоиво од човечкото искуство, и додека постои цивилизација, додека постои човекот, постојат и војните. И тука сер Вилијам Ремси го читам тука од книгата, која ли е силата и кои се поводите што ги уништуваат градовите, ги разоруваат цивилизациите, начините на живот на народите, масовно ги уништуваат животите на луѓето. Гневот на боговите како во уривањето на кулата Вавилонска, гневот на луѓето како во потопот или во Содом, Гомор, Адам, Зебојим и Бела наречена и Зоар. Веднаш по травматичната ајдинска асоциација се роја прашањата во главата на сер Вилијам Ремзи. Значи, овој човек размислува што е, поготово од кога Смирна, во кој што тој работел, во кој што вложил години од неговиот живот со неговата сопруга, е уништена, е во урнатини и пустош е целосен таму, му се поставуваат овие прашања. И Томислав Османлин ги поставува овие прашања на многу фин начин, соочувајќи не со реалноста на војните, на борбите и така натаму. Додека се поставуваат тие прашања за војна, за лудоста на војната, за страдањето, за насилството, тоа безумно насилство кое што се повторува деценија по деценија, век по век, милениум по милениум, го имаме од една страна поетот, нели, Сејкилос и неговиот епитаф. Ќе цитирам едно мало делче кој што тој ќе нарача, на некој начин ќе нареди да биде изгравиран неговиот епитаф на едно столбче, на еден столбец, како што пишува тука. И всушност тоа е еден историски факт, и тоа столбче се наоѓа во музеот во Копенхаген, и всушност тој млад брачен пар Марк и Бет се во потрага по тоа столбче, затоа што всушност прадедото на тој млад човек всушност е тој кој што го имал кај него тој столб и е тесно поврзан со нивната семејна историја. Меѓутоа, она што е интересно за тој столб е што е
првиот артефакт на кој што имаме напишано поема, нели имаме епитаф кој што има нотација и кој што всушност може да се пее. Меѓутоа пораката, нели, која што одекнува низ вековите на тој поет епикуреец е нели делче додека живееш, сјај, никаква болка нема, животот постои само кратко, крајот времето го бара. Од една страна овој човек исто како неговиот учител, филозоф, чии следбеник е, смета дека животот е оно што е тука. И животот е оно што ни е дадено сега и на некој начин кај него и има оптимизам и нема оптимизам, во смисла дека треба да се искористи животот и да се живее сега. Има една многу интересна средба со апостолите Павле и Лука, кои што се негови современици, па се ставени во романот, па има дискусија, имаат интересна дебата со тој поет. Значи Томислав Осман успева и некои ликови од Библијата, од Новиот Завет да ги смести тука во тој контекст. Од друга страна, додека седат во музеот, овој брачен пар и на некој начин тој млад дечко Марк е исполнет со одредена самоправеност и некаква си чувство на свесност дека зашто се случува во светот и почнува некако со некој оптимизам да се разговара таму со таа жена што е кустос во музеот. Меѓутоа одеднаш тука има едно тек на мисли ќе се јави кај неговата жена дека всушност светот воопшто не е, дури војната во Украина е спомната дека светот воопшто не е место за оптимизам, кој што нуди оптимизам, дека сите тие уништувања, сите тие злоупотреби, сите тие расни дискриминации, економски дискриминации, значи сите тие неправди, војни, лудилото на војните, дека не даваат место за оптимизам. И сега она што на крајот мислам дека е многу фино направено, барем според мене, е што писателот, авторот не остава со заклучоци. И на крај заклучуваме дека од една страна го имаме можеби Сејкилос, кој што смета дека смислата е во она што го имаме во моментот. Од друга страна го имаме апостолот Павле, кој што смета дека овој живот не е се што е, дека ние продолжуваме да постоиме понатаму. И од друга страна лудоста и ужасот на страдањата на војните кои што се повторуваат и не изгледа дека ќе престанат. Меѓутоа мислам дека авторот сака ако веќе има некаков заклучок, да не остави со мислата дека тоа е парадокс. Дека тоа е парадокс кој што не можеме да го разрешиме и дека ние живееме. Мора да го прегрнеме тој парадокс и да живееме со него. Од друга страна, ако ги продолжиме тие крајности, ќе кажеме дека или овој живот и овие страдања не дека има некаква смисла, туку дека не се што постои, дека не се едноставно дека има живот и после овој живот во кој што можеби би се нашла некаква смисла на страдањата и тоа можеби тој зрак на оптимизам кој што можеме да го гледаме, или од друга страна дека ова е се што постои, дека не може да се најде никаква смисла на страдањата, меѓутоа сепак тој парадокс останува и ние мора да живееме со него. Ова се неколку мисли кои што ги можеби ако ќе решите да го читате романот, ви го препорачувам, ќе ви помогнат како некакви мисли водилки за можни толкувања и гледишта на романот. Значи не се обидував тука да го толкувам, меѓутоа да извлечам неколку нешта кои што мене ми се допадна и кои што ме натераа да размислувам и што го прават романот релевантен, убав, комплексен, ерудитски роман. Меѓутоа кој што е модерен, поставува современи прашања кои што сите не засегаат. Токму затоа, најмногу поради тоа ми се допадна на овој роман, ви го препорачувам и се гледаме со следното видео. Чао!